Добре, криптоентузијасти, имаме краток апдейт кој што мораме да го направиме за вас во однос на случувањата кои што ги имаме на Блискиот Исток. Посебно со оглед на фактот дека денеска во 4 часот, а видео го правиме во 3 часот, се очекува многу големо придвижување во Блискиот Исток помеѓу завојуваните страни. Така да денеска ќе направиме краток апдейт што очекуваме, што моментално се случува, чисто да имате во предвид. Во меѓувреме, како што знаете, распоредот за следната недела е направен. Во текот на утрешниот ден очекувате видео за Флеер, четврток, многу битен ден, не заборавајте. Ќе прославиме 4 години роден ден на нашиот канал. Во исто време во текот на денот очекувате дека Гемиџија блогот и веб страната ќе бидат достапни за сите наши гледачи. Исто така, во текот на денот ќе ја пуштиме и Гемиџија ТВ. За прв пат ќе почне со емитување 24/7 на YouTube, така да очекувате ова да биде во текот на четврток. Дополнително ќе имаме во текот на вечерните часови и лайвстрим, прашање од заедницата, каде што ќе си прославиме како што е ред за нашиот четврти роден ден. Во сабота продолжуваме со техничка анализа на пазарите, односно лов на дно, и во недела Hedera Hashgraph апдейт, тоа е дел од нашата плейлиста за истражување на коини, односно токени. Во исто време, да подсетиме, моментално имаме партнерство со Chain of Blocks. Ова е настан кој што се случува еднаш годишно со проект со кој што соработуваме во Малта. Со тоа што ние сме моментално партнер во однос на едукација на оваа организација. Ова е наше второ учествување на овој настан. Истиот ќе се одржи во Валета од 20 до 22 мај. Така да ако сте овде, би ве замолил да дојдете да ни се приклучите, ќе биде многу интересен настан. Нема да биде еден, туку ќе биде 3 дена последователни настани. Така да тоа е во однос на нашиот краток вовед. Сега во однос тоа што се случува на Блискиот Исток, само да подсетиме за оние кои што потенцијално не ја следат ситуацијата. Значи во текот на претходната недела беше донесена одлука за 2 недели примирие помеѓу Мурика и Иран, нормално и Израел во оваа ситуација, кој што треба да трае до 22 април, според моменталните пресметки. Со тоа што ваквото примирие беше со нормална одлука да се оди директно и веднаш на преговори во Исламабад, Пакистан, и овие преговори се одржаа во текот на вчерашниот, така речено, последните 2 дена. Преговорите, верували не трае неверојатно 21 час, кои што за жал завршија неуспешно. Очекувано беше, чисто за компарација, последната спогодба која што беше направена помеѓу Иран и Мурика, значи тоа беше спогодбата за време на Обама за нормално нуклеарната енергија и капацитети на Иран, биле потребни 12 години за да се пристигне до таков тип на спогодба. Овие мајмуни очекуваа дека тоа ќе го направат во еден ден, не знам како да им помогнам, како и да е. После 21 час преговори, значи подпредседателот на Мурика, само да се подсетиме, прво кажаа дека се целосно поразени и дека ја изгубиле војната и дека се капитулирани, така речено, за потоа да објават преговори. Значи ја папи ме прашал како логика, зошто преговарате со страна која што изгубила војната и која што нема веќе војска, нема капацитети на војската со која што може да се брани, изгледа не ја изгубиле војната, така? We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. But the simple fact. Значи, официјално, ова што го кажува овде, подпредседателот на ова окупаторска сила во светот, е дека ефективно Иран не ги прифатил нивните барања. И нормално дека нема да ги прифати. Ви очекувате, откако 2 пати ја бомбардирате оваа земја за време на преговори, следниот пат кога ќе дојдете да преговарате, они веднаш да прифатат се. Очигледно, комплетно ги разбирам и нормално дека нема да прифатат, посебно со оглед на фактот дека Иран моментално е во предност, верувале или не. И нормално, американскиот психопат, веднаш после ваквите преговори, откако се разбуди очигледно, го исчекавме, као што може да видите, веднаш изреагира бурно, со тоа што неговото решение е дупла блокада.
Значи, иако глупаво звучи на почеток, ова не е случајно, сега тоа ќе го покажеме. Значи, има причина зашто оваа дупла блокада е имплементирана и верували или не е толку поврзана со Иран, колку што е поврзана со некој друг. Односно, според неговите кажувања, па ти кажем, ја верувам дека и војската негова моментално добива наредби преку Truth Social, не верувам дека добива наредби директно, така ми изгледа у последно време, дека официјално неговата војска сега ќе воведат блокада на Хормус и нема да пуштат никој од бродовите кои што се пуштени од страна на Иран. Дополнително, истите овие морони најавија деминирање на Хормус тесницот. Значи, еден дел од тесницот е миниран, тоа е страната на Оман, за да ги принуди бродовите да минат низ иранската страна и на тој начин нормално тоа се територијални води и Иран има право нормално да ги контролира. Тоа е нешто сосема познато во би рекол сите оние кои што работеле како морнари го знаат. Сега, наводно според неговите кажувања, денеска во 4 часот, значи веќе е 3 часот, се очекува дека ваквите акции за блокирање на тесницот и за деминирање на тесницот ќе почнат. Вчера во текот на денот истиот овој морон најавуваше дека наводно два крузери или разорнувачи или како ги нарекуваат успеале да преминат и да го исчистат тесницот, што е научна фантастика. Потоа покажаа официјално видео на Ал Џезира како овие бродови си ги подвиткаа опашките и се вратија назад, затоа што пак ќе напоменам, ова е тесенец кој што е негде околу 30 км растојание. Ако вие пратите овдека бродови, тоа ќе биде еднакво на апсолутен дебакл и ќе заврши апсолутно крваво за американците. За да видите како тоа изгледа, ова е официјално доставено до светските медиуми од страна на Иран, каде што бараат овие јужен дел, така речено, од тесницот, кој што наводно е миниран според нив, останува да видиме, да не се користи за цивилен нормално сообраќај, туку да се користат овие две, би рекол, траси кои што поминуваат покрај Ларак, островот на Иран, кој што се користи за контрола на нормално тесницот. Вчера, откако Катар во истиот овој обид како орангутанус педофилиус да прогласи дека наводно тесницот е отворен, неколку бродови беа испратени и ние нормално на Марин Тракер, знаете дека ова е практично ова е радарот кој што го користиме за следење на овие бродови. Сепак има неколку бродови кои што поминаа, но најголем дел од нив можете многу лесно да тестирате доколку отидете на Пастрак, ќе ви покаже како истиот се движи. Погледнете. Еве како се движеше вчера овој брод. Значи дошол, пробал да помине и се вратил назад. Приметувате? И затоа ваквите лаги дека наводно поминуваат бродови, не им поминуваат, многу лесно може да се провери. Така да ако проверите, најголем дел од овие бродови го имаат истото движење до тесницот и потоа назад. Што значи дека тесницот официјално не е отворен без дозвола на Иран, без разлика на тоа што кажале Катар, орангутанус педофилиус или било кој друг. Тесницот и понатаму е под целоса контрола на Иран и тоа можете многу лесно да го потврдите со проверка на било кој од овие бродови. Кликнете на Пестрак и ќе ви покаже како минал и дали успеал да помине преку овој тесец. Сега, втора битна работа е како ќе изгледа муриканската, така речено, блокада. Прво, нормално истиот кажа дека ќе ги блокираат сите бродови, за потоа да го поправат, затоа што е апсолутен лудак, нормално дека мора да го поправаат во се што ќе каже. Значи, наводно неговата армија каже дека нема да ги блокираат сите бродови, туку ги блокираат сите бродови кои што доаѓаат од ирански пристаништа. Ова е исклучиво битно, затоа што овде имате многу бродови кои што доаѓаат од арапски пристаништа. Нормално тоа се земјите кои што се сојузници на Мурика, така. И затоа е многу битно кои бродови ќе бидат блокирани. Повторно блокирани не значи дека овде ќе имаме ние низа на бродови нормално, туку она флота која што ја донесоа, ако се сеќавате, на маринци кои што, да речам, специјално си име ваков тип на воени операции, односно операции амфибиски вода-земја, се токму за тоа и донесени. Ова флота која што ја донесува од Јапонија има токму такви бродови кои што има многу бродчиња кои што може да се користат за, нели, да така речено дојдете и направите прикачување кон друг брод или пак хеликоптери кои што исто така може да бидат користени, како што видовме во Карипското море, за практично да ги на некој начин направите инвазија на овие бродови. Значи цел тим на
специјални сили го истоварате на палубата на овој брод и што ќе прават морнарите. Зборуваме за цивилни морнари. Така. Сега, ќе видиме зашто е толку битно. Наводно ова треба да почне денес. 10 часот по источно време или ова би било 4 часот попладне по наше време. Според Орангутанус педофилиус веќе не сака да слушне за преговори. Зошто е тоа толку битно? Затоа што ако се сеќавате, рокот за преговарање треба да заврши до 22 април. Ова се двете недели на примире кои што се помеѓу Мурика и Иран. Така да ова е исклучиво битно, ако едната страна не е заинтересирана за преговори, тоаш нормално дека и другата страна нема да биде заинтересирана за преговори. И нормално Иран на ова возрати веднаш, што е во текот на вчерашниот ден, дека блокадата на Трамп во оваа ситуација ќе биде еднаква на практично меѓународно пиратство, или вие би биле практично пирати. Зошто е тоа така? Да се потсетиме, блокадата која што има Иран е во територијалните води на Иран. Значи автоматски Иран има право да прави што сака со неговиот дел од ова море. Ако не се лажам, 2 милји од копното, зборувам по западњачки мерки, представуваат територијални води, што значи дека тоа е право на Иран да одлучи што ќе прави со оваа вода. За разлика од тоа, ова овде се интернационални води кои што не припаѓаат на никого, ниту на Мурик, без разлика колку сила има. И автоматски ова би било воено злосторство, односно би било пиратство. Или на кратко, ние имаме оприлика еден трейлер за новата серија која што ќе ја гледаме денеска од 4 часот. Ова е очигледно втора сезона, првата беше на копно, втората ќе биде на вода изгледа. Значи, еве како ќе изгледа трейлерот на серијата за пиратите од кај арапите на Орангутанус педофилиус. Се надевам спремни сте, очекуваме во првата епизода според трейлерот што гледавме да евентуално ако ова навистина се случи во текот на денешниот ден, да имаме повторно неколку бродови кои што спонтано ќе им се запали пералната, како и досега, така да останува да видиме. Во секој случај до 22 април се уште има шанса потенцијално ова да се заврши, би рекол, мирно. На нашите канали може да погледнете, направивме видео, тоа е Blackstone настани од оваа ситуација, каде што нормално ова беше направено во текот на саботата. Може да погледнете кои се потенцијалните сценарии кои што ние очекуваме да се реализираат. Сега за сега ја мислам дека погодивме, затоа што кажавме дека едноставно не гледаме како двете страни би нашле заеднички јазик. Невозможно е затоа што нивните барања се премногу различни. Така да погледнете ова видео, може да го најдете на нашите нормално канали и истото ќе може да го најдете во дескрипција на денешното видео за да имате појасна слика за тоа што се случува и какви се исходите кои што ги очекуваме. Сега, зошто е толку битна оваа блокада? Ова што гледате овде дека не е случајно и е наменето исклучиво за една држава, односно, погледнете, во текот на овие месец и половина, така речено, како трае оваа војна, една држава има така речено практично приоритет и би рекол исклучок од оваа блокада. Погледнете. Во текот на целиот овој период, значи една држава на која што постојано е дозволено да ги поминува така речено своите бродови е Кина. Значи Кина моментално може во било кое време да ги секунда, ова е кога завршува, овдека беше се извинувам. Кина моментално е дозволено во било кое време да ги поминува своите бродови. Од 1 до 15 март 11 кинески бродови поминале. На 11 март имаме колку? 2 кинески бродови поминале. На 30 март вели 3 кинески бродови ги исклучиле своите тракери и нормално се појавиле на другата страна од тесенцот. 8 и 9 април повторно 4 кинески бродови поминуваат низ овој теснец. Ова не е случајно. Знаете и сами дека Иран е практично партнер со Кина, како во БРИКС, така и надвор од БРИКС. Кина е еден од најголемите поддржувачи на Иран. Да се потсетиме до сега што направи Орангутанус педофилиус. Прво, со киднапирањето на Мадуро, ефективно извозот на нафта од Венецуела до Кина е запрен. Тоа е еден од многуте извори на нафта која што нормално доаѓа до Кина.
Вториот и исклучиво битен, кој што до пред само неколку години околу 50% од вкупната количина на нафта во Кина доаѓаше токму од овој регион и нормално теснесот Хормус, сега е намален со оглед на фактот дека многу голем дел од оваа нафта ја добиваат од Русија. Тоа не го менува фактот дека се уште значителен дел од оваа нафта доаѓа токму од овој теснец. Со втората блокада која што се спрема овдека, пак ќе кажам, ова не е случајно. Ова е исклучиво наменето за запирање на кинески бродови. Пак да се подсетиме на крајот од денот, Кина е главниот непријател на Мурика и се тоа што моментално гледате е елиминирање на стратешки партнери на Кина од аспект на војска, од аспект на ресурси, од аспект на меѓусебна трговија и соработка, сето ова представува удар врз Кина. Да се подсетиме дека орангутанот треба наскоро да оди во Кина. И верувам дека на овој начин се обидува да ја подобри својата позиција пред директни преговори со Ши Џинпин во Пекинг, кога ќе биде на територија на Кина. На овој начин, доколку има дел од овие ресурси кои што ги држи под своја контрола, нормално ќе може тоа да го искористи како практично чип за преговарање кога ќе биде на територија на Кина. Останува да видиме, но јас така ги гледам работија, не верувам дека ова е случајно ни по точка разно. Од друга страна, нормално Иран 90% од својата нафта ја продава на Кина. Автоматски на тој начин се обидуваат и него да могат запрат овој прилив на средства. Да, и понатаму имаме мала количина на бродови кои што поминува, откако Израел продолжи да го бомбардира Либан, Иран веднаш го затвори повторно теснецот Хормус. Теснецот Хормус ефективно никогаш не беше отворен, иако една од главните би рекол барање беше прво да се отвори теснецот, па потоа да нормално се разговара за било каков тип на преговори. И понатаму гледаме дека единствените кои што можат ефективно да излезуваат, сега зборуваме се Обединетите арапски емирати преку ова, значи ова е нафтоводот кој што го поседуваат, Саудиска Арабија преку овој нафтовод и Оман кој што најголем дел од пристаништата не му се нормално под било каков тип на закана. Значи, за жал, останатите како Катар, Бахрейн и Кувајт не можат да излезуваат заедно со Ирак. Сега, како што кажавме, многу лесно тоа може да го провериме овде. Значи, ќе го следиме токму овој marintraffic.com за да видиме како ќе изгледа ова во текот на денот. Дополнително имавме голем пат на биткоин во текот на вчерашниот ден, околу 3%, прво очекувано затоа што се наоѓаме до оваа тренд линија која што е bear тренд линија од почетокот на овој bear маркет, но дополнително и заради стравот кој што потекнува од ова што моментално го гледаме како потенцијално продолжување на воените действија во текот на овој ден, ние можеме да видиме дури во текот на следните неколку часови продолжување на војната помеѓу Иран и Мурика со многу полоши последици. Затоа погледнете во нашето последно видео каде што разговараме за моменталната воена состојба помеѓу Мурика и Иран и нормално нафтата повторно скокна. Значи во текот на денешниот ден имавме скок од околу 8%, погледнете и сами откако отворија пазарите. Значи само секунда да ви го покажеме тоа. Че имавме скок од прилика овдека е 6, но вкупниот скок беше 7,78 за Western Texas Intermediate и овдека може да видите дека моментално е околу 8% скокот на индексот на Brent Crude, што значи дека нафтата повторно се врати над $100, иако дефинитивно имаме продолжување на воените действија, очекувате дека ова повторно ќе ескалира, верувам, до досега уште повисоки цени за разлика од претходниот период. Така да апсолутно ништо не е завршено, апсолутно ништо не е средено и понатаму имаме, би рекол, консолидирање и зголемување на кризата која што доаѓа поради моменталните пречки кои што ги имаме во теснецот Хормус. Така да само сакам да кажам дека секој ден со кој што овој теснец не е отворен, кризата која што следува ќе биде многу поголема. Ќе повторам, погледнете го видеото кое што го имаме во дескрипција за потенцијалните исходи и што очекуваме од оваа војна. Во меѓувреме, можеме јасно да видиме дека нема никакви напади, чисто да го провериме тоа. Значи, ова е, знаете и сами, на НАТО, значи ова е Institute for the Study of War, кои што даваат извештаи на дневно ниво како за војната во Украина, така за војната во Иран. Можеме јасно да видиме дека нема статистика за напади од страна на Иран, што јасно ни покажува дека единствените моментално завојувани страни остануваат да бидат Израел и Хезбола. Односно, ова се нападите кои што во тек на еден ден ги има направено Хезбола,
како врз северен Израел, така врз нормално трупите кои што моментално се во јужен Либан и се обидуваат да го завземат. Значи идејата на Израел е до преговорите кои што доаѓаат во текот на утрешниот ден во Вашингтон да завземе што поголема територија. И поради оваа причина нормално, значи тоа да биде така речено уште поголем би рекол влог кој што го има Израел за потенцијални преговори, но не со Хезбола, туку со владата во Либан. Да се потсетиме, владата во Либан беше наметната од страна на Западот и ово што гледате се апсолутно марионети на Западот. Значи, јас само една работа ви кажал, значи во Либан моментално има илјадници мртви. Во Либан има ненормално разорнување, владата, се извинувам, армијата на Либан е повлечена на северот. Армијата на Либан не учествува во ништо, ниту во помош, ниту во борба против Израел. Ова е армијата на Либан. Единствената фракција, единствената пречка на Израел за да го окупира Либан е Хезбола. Чисто да ви стане јасно како изгледаат моментално работите. И владата на Либан се вади со тоа дека ние ќе бидеме неутрални. Како сте вие неутрални? Илјадници цивили на ден умираат. Како сте вие неутрални? И моментално во текот на утрешниот ден се очекува преговори помеѓу владата на Либан, која што како што може да видиме, не знам што прави и кого она го владее, и Израел. Значи Хезбола очигледно е против се тоа и постојано зборува дека не може да се преговара, посебно не со ентитет кој што ве бомбардира. Што преговарате вие додека ве убиваат секој ден? Како преговарате? Што преговарате? Израел во исто време нормално одбива да преговара и да направи примире со Хезбола и само да потсетиме. Израел не може да го бомбардира Хезбола затоа што Хезбола е герилска организација. Вие не знаете каде е Хезбола во целата оваа територија. Затоа што не може да го бомбардира Хезбола, тоа што може е ги бомбардира цивилите во Либан. Преку притисок и убиство на цивили се обидуваат да го принудат Хезбола да престане со воени активности. Значи, ова што гледате е еднакво на воено злосторство апсолутно секој ден. И нормално, кога не можеш по магарето, велат удари по самаро. Истата ситуација. Хезбола јасно кажува дека нема да има никакви преговори со Израел додека не престане бруталноста на убивање на цивили од страна на Израел во Либан. И моментално фактот дека нема активност помеѓу Иран и Израел во однос на воени напади, тоа го користи Израел како предност за да може колку што може повеќе притисок да изврши врз Либан во моментов. И ако мене прашувате, јас лично во било кој момент очекувам дека војната ќе продолжи затоа што ова е начинот на кој што Израел се труди да не успеат овие преговори, да не успее ова примирие и да се врати повторно во воено стање во целиот овој регион. Либанската армија уште од самиот почеток, погледнете, 3 март се повлече целосно од југот на Либан и моментално се наоѓа на северот. Либанската армија не е вклучена во одбрана на Либан. Ова е апсолутна брука. Вчера гледав либански војници кои што народот ги навредува, кои што апсолутно нема никаква улога, замислете. А им ја уништуваат државата. Целиот јужен дел од Либан е раселен. 1.300.000 либанци се надвор од своите куќи на север, буквално спијат на пат во шатори, на клупи. Ова е Израел, ова е вашиот партнер. И као што веќе кажавме, значи Хезбола има проблем со ова марионетска влада. Моментално ова марионетска влада се обидува да го разоружа Хезбола, тоа никош нема да се случи. Како да се разоружа кога ова е единствената организација која што го брани Либан? Очигледно владата и војската не го прават тоа. И јас и понатаму верувам дека главната цел која што се обидува Израел да ја постигне е граѓанска војна во Либан, да ја принуди државата да влезе во отворен конфликт против Хезбола, што ќе значи братоубиствена војна на територијата на Либан и со тоа уште толку ќе го ослабе Либан и нормално ќе го завземе. Да се потсетиме, зошто е толку битно ова да се случи во Либан? Зошто толку брутално, зошто толку агресија? Еве го, погледнете. Ова е нивни вестник, ова е нивни портал. Погледнете што кажуваат. 11 април, ова е во текот на не вчерашниот, преквчерашниот ден. Погледнете го. Јас сакам да го окупирам Либан.
да се уништи се на југот, сите села, градови кои што моментално постојат и да го окупира Либан. Не е ова само некој си репортер. Ова е кажано директно од еден од највисоките министри во владата на Милејковски, сапунот од Полска, што мисли дека е евреин. Смотрич, кој што е министар за финансии, јавно држи говори и зборува како ќе има анексија на Јужен Либан. Само сакам да ви напоменам каде се тоа се движи. Уште еднаш, само на кратко, знаеме дека се додека трае оваа војна, цената на нафтата ќе продолжи да расте, со тоа очекуваме дека ќе продолжи да расте и индексот на вредноста на доларот, затоа што и понатаму голем дел од оваа нафта се тргува во долар, а обратно на сето тоа, очекуваме се останато да почне да паѓа во вредност, со тоа што се уште не се отворени, како што можем да видам, Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000, но очекувам дека веднаш по отварањето истите ќе паднат. Нормално, затоа што очекуваме продолжување на кризата и на војната. Ова може да го втурне целиот свет не само во рецесија, туку во депресија. Се зависи од тоа колку долго ќе трае оваа војна. За повеќе информации, погледнете во нашето видео од саботата, пак ќе напоменам линк од истото во дескрипција или може да го најдете на нашите канали, моментално на Rumble, со оглед на фактот дека YouTube се уште не е под забрана до следната недела. Така да ви благодарам како и секогаш што уживате во нашата материја и сте причина за мојата работа. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиджија и од топлата Малта. Listen up, class is in session tonight. Cryptogemizia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Cryptogemizia, teaching you the way. By the dip, but never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. Cryptogemizia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management insight. Cryptogemizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Cryptogemizia, your educational guide through the volatility. Stay right by your side, not financial advice, just wisdom to share. Cryptogemizia, teaching you to care.